Упатствата за лекување подготвени од Министерството за здравство не соодветствуваат со практичната работа. Ова е ставот на Сдруженијето на приватни лекари по објавувањето на протоколите за работа на лекарите. Утврдиле дека правилникот содржи препораки за употреба на лекови кои не постојат во државата. Верувајте ми, медицина базирана на докази или Кохран, ако го прочитате, нигде не пишува ампуларија во прв ред. Значи, имаме одредени лекови кои што, ете таа вакцина, да речеме, која што е за проливи, не е регистрирана кај нас, ме разбират. Значи, има таму, ако имате некој, ако има воспален зглоб, да речеме, дека матичниот треба да направи интраартикуларна инекција, апликација и такви моменти. За да се надмине ваквиот проблем, приватните лекари сметаат дека е неопходна средба меѓу Сдруженијето и Министерството за здравство. Ние сакаме да почитуваме и протоколи, и членови, и закони и се, но ни фали значи, на највисоко ниво една средба во која што сето ова би го усогласиле и во кое што јас како лидер на тие 2000 матични очекуваат одговор од мене. Сакам искрено на маса да седнеме да дискутираме, да го амортизираме стравот кој што постои кај сите доктори во моментов, како понатаму да работиме, а да не сгрешиме, и како понатаму да работиме, да не се замериме со нашите пациенти. Министерството за здравство вчера ги објави протоколите за работа на лекарите. Тие предвидуваат еднаков третман за пациентите без разлика кај кој доктор се лекуваат. Така, за секоја болест, докторите ќе можат да препишуваат лекови само кои се предвидени со правилникот за работа. Никако да се најде ефикасно решение за проблемот со бездомните животни. Кучињата и мачките ги има најмногу во градот, па затоа тие и најчесто се мета на несовесни граѓани. Последниот случај е регистриран пред околу една недела, кога во населбата Дворови имаше масовно труење. Граѓаните кои се љубители на животните апелираат да се стави крај на ваквата појава. Кученцава што ги имам, уште од 4 дена ги чувам. 4 дена сега да се мене кој да ми ги отруи. Нели е жалосно? Што луѓе има, ја не знам. Вакво нешто волку масовно во кави размери тука во моје мало, ја не сум видел. Имало труење на мачки, по 2-3 да речеме да ги најдеме отруенали, волку масовно 30 мачки, кучиња, че првпат јас сум видел. Дека ситуацијата е лоша, потврдуваат и активистите на Сдруженијата за заштита на животните. Тие секојдневно се на терен, ја следат ситуацијата и реагираат по добиена пријава од загрижени граѓани. Како дилема ја поставуваат можноста што ќе се случи доколку во контакт со отровот биде и човек. И нареден пат може да има и луѓе да бидат затруени, децата да бидат затруени, а да не се животните. Ситуацијата во последно време е влошена, вели градоначалникот. Според него бројот на бездомни животни во градот е зголемен. Причината е наоѓа кај несовесните граѓани кои домашните животни ги испуштаат на улица. Соработката со ветеринарната станица е добра, вели тој. Проектот за заловување на кучињата скитници дава резултати, но само на краток рок. Ние одвојуваме околу 15.000 евра годишно на годишно ниво во соработка со ветеринарната станица да спречиме оваа ситуација. Истовремено се дешава да се зголемува бројот на кучиња, скитници, на мачиња и така натаму. Тоа значи дека не е сега само оној сегмент поминуваат од тука, заминуваат за планините луѓето што се со стадата со овци од околината на Велес, меѓутоа се домашни кучиња очигледно дали не можат да ги гледаат, дали се стари ги спуштаат и се ствара поголем број кучиња се собираат и во центарното градско подрачје, меѓутоа и на периферијата веќе ги има. Досега неколку пати во Велес се случиле немили настани и во спротивна насока, кога куче каснало човек, и од тие постапки градот има штета. Пред 2 недели во локалната самоуправа пристигна нова тужба за оштета на граѓанин кој бил каснат од куче. Државата продава обработлива земја. Во општините Велес, Чашка и Градско се нудат 12 парцели. Вкупната површина на земјоделското земјиште понудено за продажба изнесува над 50 хектари. Според огласот на Министерството за земјоделство, секоја парцела е со површина до 10 хектари. Во јавниот оглас, објавен на интернет страницата на Земјоделие, во општина Велес се продаваат 5 парцели. 4 од нив се во катастарската општина Војница, а една во Смиловци. Во општина Градско, Министерството за земјоделие продава 3 ниви со вкупна површина од 18 хектари.
Оваа земја се наоѓа во катастарските општини Виничани и Светјани. На територијата на општина Чашка пак се продава земја со површина од 32 хектари распределена во 4 парцели. Според правилата за продажба, предност во купување на земјоделското земјиште ќе имаат оние кои веќе тоа го користат под наем. Ќе може, значи, земјата која што имаат под закуп да се пријави за продажба, а исто така ќе има и нови предложени парцели државна земја која ќе оди на лицитација. Нема да има ограничување, исто ќе оди до 10 хектара продажба и над 10 комерцијални јавни надавања ќе бидат. Тоа ќе оди на јавна лицитација. Предимство ќе имаат, тие што имаат договор склучено за закуп, значи ќе имаат предимство при купувањето. Сите земјоделци од Велес имаат право да ја купат понудената земја. Нивите не се издадени под закуп. Вредноста на земјата која се продава се движи од 20.000 денари па се до над 2.200.000. Огласот за продажба на државна обработлива земја е објавен денес, кај ќе биде отворен во следните 3 месеци. Повеќе од 75 години граѓаните на Велес организирано возат велосипеди. Првиот клуб е формиран во далечната 1928 година. Претходно во градот се возеле велосипеди, но само рекреативно. Оваа голема традиција, која е развиена и негувана со години, за сега има сигурна иднина. Многу млади велешани, како членови на младинскиот велосипедски клуб Велес, се дел од најквалитетната државна селекција. Тоа е доказ за добрата работа и квалитетот кој се произведува овде. Добар дел од репрезентацијата е составена од велосипедисти од Велес. Би ги спомнал Цветков и Николов, кои се сега актуелни велосипедисти. Се школувани велосипедисти настапуваат на меѓународни трки и со успех го презентираат и државата и клубот. Значи, нашите велосипедисти одат во репрезентација како готов производ. Немаме потреба во репрезентација да ги учат за некои работи. Велосипедизмот е многу специфичен спорт. За сега во градов има добро едуциран кадар кој со спортистите работи на нивно усовршување. Сепак на почетокот се едуцираат како правилно да возат велосипеди, затоа што се дел од сообраќајот на патните правци во околината. Велосипедизмот е спорт кој бара редовност во тренинзите, кој бара посветеност. Значи, доаѓаме да еден дел од тие велосипедисти не се пронајдат и останат до крај. Значи, во тој филтер кој е природен, не е од нас смислен, и натаму оние најупорните кои остануваат, мораме да ги спремиме она што кажав преска, значи се работи на тренинзи каде што техничко, тактички вежби ги имаме начини каде што како екипа настапуваме за да помогнеме на најдобриот во моментот да го извлече најдобриот резултат. Сето тоа бара напорна работа. Она што треба да се посочи е големиот подем на рекреативците во спортот. Се повеќе граѓани се рекреираат на велосипеди. Дел од нив се доволно подготвени за возење на посериозни тури. Со планинските велосипеди во експанзија има доста скапи велосипеди и неколку групи малку посериозни и поактивни од останатите, така да се прават тури во околината на Велес. Знам дека има дечки кои се спремни и на Чепрес, на Солунска глава возат во околината малку поамбициозни тури. Инеку на половина од сезоната, велешките велосипедисти завршија како второпласирани во велокрос, а истата позиција ја завземаат и на друмските трки. Наредно што ги очекува е државното првенство на возење хронометар, на кое токму МВК Велес е организатор.